се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте. Вечерва имам особено чест и задоволство, мојот драг пријател Крумислав Барзов, да го поздравам во студиото. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, добре дојде. Ти благодарам на поканата. 2 години не сум те видел. Нешто повеќе од 2. Нешто повеќе од 2. Да. Мишко, јас те... Чекај прво за името. Мишко или Крумислав? Крумислав е вистинското име. По документи и блиските пријатели ме знаат како Крумислав, а Мишко е прекар кој го носам од моето најрано детство. Зашто Мишко? Затоа што Мишко на руски значи глувче, а јас сум бил извонредно ситно дете и, ајде да кажам, неухрането. И затоа дедо ми ме нарече Мишко. Ама тој беше и Бог да го прости, еден од тие што ме направи голем глушец. Анти-Мишко. Да. Сега пак си Мишко. Да, пак сум Мишко. Направи радикална промена со твојата тежина и колку што разговаравме и збориш, никогаш посреќен не си бил во живот. Па да, морав да го направам тоа, бидејќи почна ерозија на здравјето да ме се случува. Вела дека дебелината е болест, но јас не се сложувам со тоа, но е ситуација, односно состојба на организмот кој иницира многу болести. Проба претходно со некакви методи на слабење ово? Да, пробав не неколку пати. ништо? Не, симнував по повеќе од 30 килограми, но секогаш враќав плюс 10%. Затоа што се одрекував од се. И после тоа се ствараше, не знам, некоја потреба се да се јаде. Сега не се одрекувам од ништо и окей сум. Јадеш све? Се. Буквално? Морам да ти признам, борани ја избегнувам, бам ја избегнувам и пилешко месо. А услабење, токму тоа треба да го јадеш, не е гадното. Јако ослабев, па пола кило брокула на ден. Едва и се враќам на брокулата. Огадена ми е троживотно и плюс тоа вратив. Сите килограми ги вратив. Ги вратив. Со короната ги вратив. Тогаш со короната. времето. Јас тогаш добро се држав. Сите ми збореа дека сум вештер, бидејќи сите во короната се гоеа и јас слабеев. Сакаш да прозбориш за тоа како ослабе, што направи? Немам проблем со Немаш ништо да проблем зборувам. Да. Ја имав чувство дека не ти успеваше трајно решение ништо од овие традиционални диети и дека направи радикален исчекор, се уште гледаш внимателно, бидејќи не те ни прашав дали сакаш Слободно да збориме. може да збориме за што баш ми сакаш. било драго. Направи операција на желудникот во Турција. Да, баријатриска операција направив кај врвен стручњак, се вика професор Јунус Јавус, кој е светски признат, кој работи исто и во Америка и во Норвешка. Тоа е лапароскопска операција. Што значи тоа? Тоа значи дека имаш 5 дупчиња низ кои се работи се. Добро, Значи знам. нема рез радикален, туку... На син ми така слепо црево му оперира, 2 Точно, дупчиња. да. ги знам. Точно. А он после на камера све тоа работи. Се знатре. работи на камера.
Да ми кажеше дека сакаш и за тоа да зборуваме, јас ќе ти донесев и фотографии од операцијата. Мишко, ме знаеш мене дека сум тотален импровизатор и уживам што е тоа така, а уште повеќе уживам кога... Жезот е одлична дисциплина. И тоа фристайл. Па токму тоа. Така што вака и спонтанноста се добивам. Ни на крај памет, ни пред да почнеме дали ќе те прашам за ова, но знаеш, те загледувам, доста имаш изгубено тежина. Јас имам изгубено 53% од тежината. На операција отидов со 156 килограми. Секојаш се шегувам, тоа е ко Алфа Ромео, нели 156-ка. Сега сум Алфа 75-ка. Вау, Да. многу радикално. Тоа е повеќе од 50 килограми. 83 килограми. 83. Да, најмалку што имав бе 71,5, но сега се движам помеѓу 74 и 77 килограми. Добро. Без никакво откажување. Да, ама пријателите твои вика седни со Мишко на слава и вика ќе видиш како јадат манекенките од Викторија Секрет. Ке изеде едно залче, благодарам се најадов. Има неколку правила после операцијата. А има правила. Па има правила секаде. Неќе во храна. Не. Правилата не се во храна, туку во начинот на конзумирање. Значи, прв пат, компјутерски да се изразиме, со компјутерски вокабулар, прв пат да видам софтверот да биде среден од хардверот. Тоа значи дека веќе не јадам со очите, туку јадам за да уживам во храната, полека јадам и го слушам телото кога му е доволно. Но ја тоа да го правам и сега ќе ја решам работа, Точно. ама не можам. Ама и јас сакав тоа да го правам, но после ова трансформација што ја направив со операцијата, тоа го применувам. А порано не можев тоа. Тебе ти е намален желудникот. Да. Само желудникот? Дали Само е желудник. заватен од други некои? Не. Се отстранува дел од желудникот. Како што ми кажа професорот, имам сега капацитет на желудник можеби помало од оваа чашка, од оваа шолја за вода. Нема ризик по здравјето? Има ризик ако се работи, ако работат нестручни лица. Тоа е зборам сега од прифаќам. Нема ништо. Нема. Сосема добро функционираш ензими и се тоа. Има една нуспојава после операцијата, а до крајот на животот морам да земам мултивитамини. Едно апче дневно. Ако е тоа жртвата што треба да ја поднесам, радо ја поднесувам. Затоа што тој дел од желудникот што е отстранет, е најголем абсорбент на минерали и витамини кои доаѓаат во организмот. И затоа треба суплементи да се земаат. Јас земам една таблета дневно мултивитамини. Изгуби доста колаген во ликот и на ликот делуваш многу Уморно? уморно. Тоа е и затоа што сум ан женерал уморен. Да, изгубив, ја велам, од ботоксот. Нема веќе потполнетост и сега доаѓаат до израз годините, изминатата километража, искуството и така натаму. Ама ти кога гледаш во огледало, што гледаш? Гледам поинаков јас. Каков? По тебе? По-позитивен. Да? Дефинитивно. Што вика сопругата? Одавна не сме разговарали на таа тема. Воопшто, она е задоволна со тебе, со твојот нов изглед? Па сопруга кога може да биде задоволна од сопруг? Никогаш. Не. Зборам за изгледот. За изгледот, да. Но тоа никогаш не било тема на нашите разговори. Океј, не чепкам многу. Не е така, знаеме и јас и ти. Ама, ворете, кажи ми што направи со вишокот кожа? Ништо. Тука немам вишок кожа. Чекај бе, 70 килограми, тоа стомаци подуени, раце, ово, Точно, и... но организмот е дуре жив, е подложен на промени.
Добро? Клучното е да не се улежи човек, значи да биде физички активен. Јас гледам колку што можам повеќе да пешачам. И Ти пешачиш од сите овие автомобили. Ги туркаш ли? Да, понекогаш ги Ауфик. заборавам на паркинг и си одам пешки. Секаде каде што можам и ми дозволува времето да одам пешки, пешачам. Сметаш дека е ова најдобрата работа која можеше да ја направиш, не зборам за други, туку за себе? Ова се најдобро потрошените пари што сум ги потрошил на себе самиот. Колку потроши? Ако Ако не е тајна, не мораш. не, Прилипај го, нема провокација. не, нема воопшто никаква тајна. Има разни понуди, но и кога одиме на мајстор за кола, прашуваме кој и што е. И не дозволуваме колата било кој да ни ја чепка. Така и јас се распрашав и од мојот пријател Владимир дојдов до професорот Јунус Јавус, кој работи во American Hospital. American Hospital е врвна медицинска установа во Турција, во која работат само професори од Коч универзитетот. И нормално дека цената е нешто повисока. Мене ме чинеше тоа околу 8.000 евра. Има луѓе кои истиот зафат на други места го прават и за 3-3.500 евра, но Сума сумарум колку те кошташе идење таму, лежење? околу 8.000 евра со Све. 8 престој 7 Со дена надвор од болница, бидејќи Така. третиот ден после операција јас бев отпуштен од болница, но морав да останам таму 7 дена заради контрола. Како ти беше реконвалесцентијата? Кога почна да земаш тврда храна или... Вака, секој е посебен случај за себе. Јас Океј. имав таму и нутриционист кој ме следи и до ден денеска. И тоа Нема е се во кревање глава цената. од нас. Да, говорете. Значи, бев на течна храна 10 дена. Неполни 10 дена, Болки? после никакви. Никакви болки. Апсолутно никакви болки. Само за илустрација, дента кога ме отпушти од болница, јас со супругата и децата испешачив повеќе од 7 километра и направивме голема тура по Босфор со брод. Не беше ти подоцна ги изгуби, не ги изгуби нагло килограмите. Никако. Имаше. Не, ја ги губев килограмите во рамка од 12 на месеци. Кога прв пат гостував кај тебе, тоа беше некаде на пола пат негде беше. 2018, Така ми 19. личеше физички. Не, 2020 Да, беше. добро. Тоа беше еден месец или два после операцијата. После операцијата. На 8 јануари 2020 се Значи не, оперира. на пола пат, 5-6 килограми беше тогаш подоле. Колку го Не, беше кога месечно? излегов од болница, бев ослабен 12 килограми. Првиот месец изгубив 20, но тоа иде скалесто, нели? Прво иде има многу и- брзо, па се забавува. Има периоди 7-10 дена кога не може да се ослаби ни грам. Затоа што самиот организам се бори и абсорбира све што ќе има. Мики Продимет ни е заеднички пријател. Како Ја не, го Мики доживеав. е- Мики Мики е прекрасен. ме смакна 30 килограми, ама јас се изгубив за време на короната. Седиш, гледаш, психоза и не знаеш што правиш со рацете и устата. Моја среќа беше што за време на короната ја направив таа операција и Да. немав некакви предизвици. Сега сум многу порамнодушен кон храната и не ми е субститут за ништо. Да, Порано храната ми беше субститут за многу работи потполно те разбирам. и некогаш и компулзивно се јаде, нели? Потполно си во право и потполно Но те сега разбирам. ја немам таа потреба. Значи, тој психички момент ми се јаде. Стани од пред телевизор да земеш да јаде. Веќе го немаш, не се бориш со таков порив. Не ти доаѓа. Тоа сакаш да ми кажеш? Не, и да дојде, Добро? ќе си земам нешто што сакам и кога ќе се заситам или кој ќе почувствувам дека ми е многу, прекинувам. Ама Имам што со те фетиш, да што- кажеме, грицки доста јадам. Исто, кој И не? тоа многу нездрави, Добро. кои се направени нели од Сега ќе пченкарно станам да те брашно и гушнам, така братски. натаму. Сега ќе станам да те гушнам, братски. И ме зезаа дома дека бебешка храна јадам. Но тоа ми е кеф. Стоби флипс, да кажем. Не ќам да рекламирам никого. Ако рекламирај ги, нека се живи здрави, наши Стоби се. флип, наши се, да.
фетиш ми е стобив ли, дали љути, не љути, Ама љути, не љути, нема никаква разлика не ти прави сега на не, диета. јас сум голем љубител на лута и зачинета и пикантна храна. Не ти ја тргна, ништо не ти тргна од Реков, првите 2 месеци треба внимание, реконвалесценцијата. опарвување и тоа е тоа. Ова ме интересира. Мал ти е желудникот, но желудникот е таков да И он мускули може да се прошири пак. може пак да се прошири. Секако дека може. Значи го има тој ризик Но- како не се внимат. Дефинитивно. Но стои ли тоа дека навистина малку храна те заситува? Бидејќи не е проблем што грицкаме. Проблем е што Што голтаме. Тоа манекенките супер прават, они голтаат и повраќаат го старите Не, римјани. Јанко, Сакам да многу кажам е дека битно. мала количина на храна те заситува, Да. И а енергија воопшто имаш и се. нема проблем со енергија, Дали бидејќи следеше како Мики што не следеше с влагање у кетоза и такви работи или земаше шекер па не дозволуваше организмот да влезе во таква состојба? не, ќе ти повторам, не се одреков од ништо. Само во периодот додека се опоравував. А сега Се само уште- количина. Ти е Да, да, толку ти е количина. да. Толку Сега ми е јадеш количината. колку? Како едно дете да речеме? Јадам колку сум гладен. Значи Колку си едно го дете. слушам организмот, сериозно кажувам. А што ти Кога- вика организмот? Тоа ме Организмот интересира. е задоволен. Бургер од седмица цел не можеш да изедеш. Тоа е Не ни сакам, добро. затоа што Нездрав е, јасно. не, нешто е нездрав, него не ми се допаѓа едноставно. Не, и исто и Ама мене. да кажеме, Еве да речеме појачан бурек. тост, Бурек. појачан, па Колку бурек, јадеш? Можеш да па изедеш. осминка јадам на 2 до 3 рати. На 2 до 3 рати. Што Да. е тоа 2 до 3 рати? Тоа ти треба неколку залака, па те засито Зимам и залак, полека го джвакам, полека голтам. Правилото што не учеа во школа, колку заби имаш, толку пати со джвака и го залагот. Тоа е значи 3 залака. И па се, како кој? Се шего. И гледаш дека ти е доста. Не е проблем да го оставиш за подоцна. Не ми е проблем да нарачам порција, да не изедам ништо. Радикално ли е тоа сменето у главата твоја, таа потреба, импулсивно, компулсивна, Да. бутање храна, бидејќи се знаеме, бе, Мишко, ние таа Така е. категорија бевме. Точно. Без напор ја изгуби после операцијата. Прв пат кажувам дека прв пат Хардвер. 100 пати кажувам дека прв пат гледам дека Хардвер хардверот го го среди софтверот, не го смени, него Го среди. го донесе да функционира онака како што треба. 8.000. Кај врвен Добар стручњак, Да. со врвна нега, со извонредно висок квалитет Не би на идел до смештај. Турција, искрено се си правиме муавет као да не сме пред камера. Добро. Би идел у Систина. Бидејќи with all due respect, иако во ненормални услови сега, Боки 13 прилично добро го среди тој проблем. Му го средија вамо. Така што имам доверба во овие луѓе таму. Во ред. Јас можам да зборувам само за моето искуство. Не, апсолутно, И не би сакал да Не, прејудицирам. Да, апсолутно. Фала ти Има многу за ова многу искрено. проблеми со Да? оваа операција. Мгм. Има доста луѓе кои ми се обратиле со многу проблеми, ама ја тука не можам ништо да помогнам, бидејќи кажувам, Што кажуваат? Има Што разлика. проблеми им се случуваат отпосле? Што ти рекле? болки, Болки. повраќања, Мгм, ревизија на операција. Мгм. А мојот професор што ме оперираше, професор Јунос Јавос, 17,5 години нема направена ревизија. Значи, тоа е високо квалитетно извршена работа. Одлично. И друго што Да, е многу повели. битно, Ти се многу битно. расположи, Не, одлично. не, само нема проблем. да надополнам, се што ми кажа се оствари. Така. Значи, после Голем прегледите, стручњак. ќе кажам, пред операција отидов со шекер 23. Баш интересно. Добро, убаво што ти Па, текна. еве и тоа Крвната треба, слика. да, крвната Шекер 23, па ти сериозен тромесечен. диабетичар си бил сериозен. Ја не сум бил свесен за тоа. Но тој ми рече дека панкреасот ми работи како што треба и дека ова ќе се среди за 3 месеца.
Сега имам шекер 5,4, 5,2. Без лекарства зборам. Сега имам притисок 120 со 80, имав 260 со 180. Бев извонредно нервозен лик. Не се шокирам затоа што исто. Многумина тоа ќе го препознаат и кај себе самите. Холестерол? Имав доста, сега сум беда. А сланинка? И. Прасочка? Значи, сланина и яйце? пршута се мазби кај мене дома. Така. Сувоместнати производи не толку, но пршута и сланина, тоа мора да се јаде. Подобро спиеш? Па, да. Да. Не, со Апнеа висок немам веќе. Имав апнеа. Апнеа имаш? Да. Тоа ми се изгуби 2 месеца после операцијата. И да не кажам уште многу бенефити од тоа. Например? Има милиарда примери, Например, мали, потенција, големи. импотенција? Оф. Препотенција? Ароганција, да. Ароганција, да. Да. Добро. Кога ќе зборам сам, ќе им кажам нешто на луѓето, што човекот добива, што мажот добива плюс на секој 10 килограми минус. Аха. На радост на жените. Па сега кој свати, нека свати. Ова е факт. Па сега дебелите луѓе затоа не се големи љубовници. А Зошто така мислиш? послабите се многу подобри љубовници. Ама не се толкави меракли. Имаат многу проблеми. Ми изненади ова со вишокот на кожа, затоа што секогаш кога сум испитувал и сум гледал и сум следел кај луѓе што губат, значи овој дел Точно. и овој дел Точно. кој е најоптегнат кај мажите Фалти и после се прават. фалти се прават. Неверојатно ми е дека ти не си го подкачал, не си го затоа што Не, има не, дел од никако. кожата кога не се враќа. Кога не може Да, се враќа. но треба да се храни кожата, тоа е со помади. А значи користеше некоја козметика? Еве ќе кажам да не испадне реклама. Во ред? Најобичен бекутан. Океј, Значи, ништо друго. добро. Најобичен бекутан. И движење. Фала ти, Мишко. Да завршиме за овој дел. Ти За посакувам нутриционизмот. Многу ти посакувам здравје и се надевам дека ќе обстанеш. Колку рече сега си 75 килограми, Тука сум, да. на 1,75 висина си, така? 82, метро 1,82 се извинувам. Па дури си под идеалната тежина. Да, затоа сестра ми ме нарече Суви. Добро ќе ти дојдат 2-3 килограми плюс. Еве ја чисто другарски, али ти си знаеш. Да, но Уживај. тоа треба да се направи Природно. не природно, малце со вежбање, да се зголеми мускулна маса, да кажем. Е мускулна маса и Да. така ќе ти се поврати и колагенот. Може би. Ослабење се губи, да. Да, да. Океј, добро. Баш ми е мило, драго ми е што си добар со благодарам. здравјето и вака да тераш до 101. Амин. А, Сите заедно. не знам, денеска од Facebook ми стигна, не денеска, пред 2-3 дена ми стигна од Facebook, вика, што сакате со вашиот профил да правите, откако ќе починете? О, викам, дојде тоа време, добро. Некој размислува и за Да, тоа. веќе некој мисли за тоа, пошто дечко ти не мислиш, ние мислиме за те. Треба да им одговорам на Душички. писмото. Да. Ќе купам Тесла. Одма купувам. Одма. Одма. Стигна Теслата и во Македонија. Направи Да. рез овдека да ја поделиме емисијата во 2 дела. Овој дел за нутриционизмот за Мишко Барзов, што сум му многу благодарен за неговата искреност, да го одвоиме гледачите што ги интересира тоа, нека го послушаат што им Добро. кажува, препорачува и неговото искуство. А сега да почнеме со автомобилизмот, она што е твојот бренд веќе 27 години. 30 години, слободно ќе кажам. Полни 27. Ајде, почна со Тесла. Жива, здрава. Стигна и официјално Тесла да се продава во Македонија Официјално не, но преку Автомакедонија. Нови автомобили. да, Автомакедонија увезува со својата нова политика, Добро. е ориентирана на увоз на електромобили.
И има и електромерцедеси, има и Тесли. Ова е интересно. Да. Не Мерцедес, туку Автомакедонија, така да... Да. И тоа доста храбар чекор, мора да се каже. Беше голем скептик, но си многу доблесен човек и кога разговаравме пред да ја правиме емисијата пред некое време, рече да се сменија работите. Во 2020 кога беше овдека беше голем скептик дека таков одскок ќе направи ќе направат електричните возила во светот и навистина, иако ја искрено верував дека ќе биде, но во право беше дека никој не очекуваше ваква поплава, вакво цунами да се случи. Значи, нови фирми, нови компании, прифаќање на сите, Volkswagen инвестирање само 40 милиарди во батерии. Тоа се веќе планови кои очигледно децениски планови кои веќе shape the future of the на автомобилизмот. Точно. Ме интересира твоето согледување што се случува во моментов во светот и како иде тој процес и надоврзи се во еден долг, обширен говор, молим те, и со онаа феноменална твоја констатација дека водородот е многу поеколошко, многу подобро и многу по-окей решение водородните автомобили, водородните мотори. Моите ставови околу електромобилите воопшто не се сменети. Моето мислење не е сменето. Тие не се иднината. Посебно не е иднината во батериските електрични возила. Затоа што, ќе повторам, тие се многу повеќе загадуваат отколку денешни дизели, новопроизведени дизели. Да, тие не емитуваат издувни гасови, но доколку се земе целиот циклус на производство на струја, производство на батерии, какви материјали се користат за батериите, како се дистанцираат тие материјали од руда до финален производ, па и како се рециклираат, тоа е извонредно нееколошки процес. Да, експанзија има на електричните возила, но за жал оваа експанзија не донесе ништо ново. Тие останаа да бидат елитистички производ кои не може да си го приуштат многу купувачи и инфраструктурата е повторно голем предизвик. Ние имаме исто проблем со струјата за да се задоволат дневните потреби, а камоли потреби ако нашиот возен парк би бил, да кажеме, сочинет од 50% од возилата на струја. Во овие години имаме некаде околу милијарда возила на планетата Земја, од кои ниту 3%, ма не, и помалку, не се електрични. Доколку би имале 500 милиона електрични возила, ние не би имале во овој момент, како добиваме електрична енергија, не би имале ни за фрижидер дома, да ни работи фрижидерот. Така да, се уште сметам дека електромобилите, односно батериските електрични возила, не се иднината. Да, сметам дека водородот е иднината, затоа што сведоци сме дека имаме две солуции на водород, две технологии. Една е со директно впрскување на водородот во цилиндрите. Водородот е високо експлозивен, па поради неговата експлозивност многу помалце фосилно гориво би се трошело и тогаш добиваме многу поеколошки резултати на издувни гасови. Издувен газ од водороден мотор е вода, чиста. Водена пареа. Не. Се извинам? Од водородната технологија со горивни келии, да. Тогаш е нус производот чиста вода. Добро. Овде добиваме кај конвенционалните мотори, мотори на внатрешно согорување, каде што се впрскува водородот во цилиндрите. Не сум знал дека има вакви. Да, затоа реков дека има две струи на водород. Не ја знам вторава, ја знам само Првата ја оваа. развиваат Toyota, BMW, но тоа не е ништо ново.
Дораскажи го процесот, значи во самиот во класичен мотор, во самиот класичен мотор, покрај впрскувањето на фосилното гориво, Добро. односно смешата, аеросолот кој се впрскува внатре, се впрскува и водород. наместо воздух или Не, водород? посебно впрскување на водородот. Водородот е високо експлозивен, Така? И ги И- зголемува октаните на самото гориво? па моќноста на моторот ја На зголемува. Со тоа што многу помалце гориво се троши, фосилно гориво. Па, поради тоа добиваме многу ниски емисии на јаглерод моноксид и така натаму. Втората технологија, која е малку посложена, изискува течен водород да се става во резервоарите. Таа е поскапа технологија поради производството на течниот водород, кој па изискува многу струја за да се добие водородот. За да биде во течна состојба, водородот мора да биде под висок притисок или на апсолутна нула, на минус 274 Целзиусови степени. Па од таму е проблем неговото складиштење. Но сега има и нови решенија. Огромни садови под притисок, како цистерни, се носат до одредени места каде што се претокува водородот, течниот водород, и тогаш немаме загуба на складиштење, односно немаме потреба од електрична енергија за да го складиштиме на апсолутна нула. А Тога е трошок на транспорт? Трошок на транспорт е исто како и гориво Цистерниве да за се, гориво. па да. Се добива самиот атом на водородот поминува низ мрежа направена од јаглерод и низ таа мрежа, таа доаѓа во контакт со кислородот, односно со воздухот, се прави обратен процес на електролиза, се добива струја, а како нус производ е чиста вода. Интересно. Да, за жал, поради политички силувања, автомобилската индустрија е една од најсилованите од страна на политичарите. Мораше да се зафати овој смер кон електромобилите електроавтомобилите со батериско напојување. Но големите конгломерати автомобилски како што се Volkswagen, BMW, General Motors, кои оваа технологија има абсолвирано многу одамна. Уште Toyota. 90-ти години со оние автомобилите малку потесен задник кои ги продадоа неколку илјади, па им ги одзедоа на сите на сите собственици, дури не им дозволија ни да ги поседуваат, не само што забранија возење, и ги исецкаа на милиметарски делови. Тоа беше драматично. Да. Ја имам емисија правено и колумна пишувано за ова и беше многу чудно зошто. Многу успешен проект има за електричен автомобил во 90-тите американците кои без никакво образложение до ден денес го пресекоа, дури не им дозволија ни како експонати на луѓето што се ги платеа. Значи, донесоа закон да им ги одземат експропријација на имотот и беа уништени до непрепознатливост. До ден денес ја не можам таа мистерија да ја разрешам зошто тоа така се случи тогаш што се случи. Искрено да ти кажам. Се работи за Заборив моќта автомобилот, како се вика. на лобито. Страшно е. Ова што на сила не буткаат кон електрификација е поради смалувањето на зависност од некои региони кои се богати со нафта. Мислиш дека тоа е основата на политиката, притисок врз тие региони? Па еве да размислуваме малку трезвено. Не, те молам твојата анализа. Па еве, Да, повели. ја кажувам, но јас сакам и аргументи да дадам. Те молам. Сите возила на светот учествуваат во загадувањето до 14% од 100 од целото загадување. Збориме за возила овие што Сите овие милиарда што ги кажавме возила учествуваат, значи сообраќајот учествува со 14% загаденост на планетава. Океј, ќе дојдат сега денови кои ќе биде загаден воздухот, повторно муабетот и повторно колите биле и така натаму. Не е точно, Во ред. никогаш во Македонија не било прашање за колите, прашање е греењето. Ние уште користиме фосилни горива за Ќе греење. запалат жив за ова што го збориш.
Нека повелат. Не, борете тоа, бидејќи се согласувам со тебе, бидејќи народот, знаеш, не сака да чувствува вина што гори дрва, што гори Ма не е крив ќумур, народот што гори. што нема што да прави он, нели? Ама он си го оправдува тоа и ја бара вината кај некој друг. Тоа е проблем поради нашиот стандард. Ние немаме стандард да купиме дрва или пелети, ние гледаме алтернатива. Дали е тоа прегорено масло, дали е тоа гуми стари и така натаму. Немаме Но гасификација, немаме советот е, парно грејење. па и да имаме гасификација, некој ќе каже не купувајте тоа. Не ви треба тоа. Не од нив. Не од нив. Значи се е геополитика и профит. Врати се на она што сакаше да го образложиш, извини, ти улетав у збор. Зошто? Околу загадувањето. Не, Па да, еве. не загадувањето, туку зошто се иде на електрификација и се маргинализира, да се маргинализираат. Рече ќе дадеш неколку аргументи во врска со Па тоа. еве, не сака Западот да биде зависен од одредени региони кои се богати со енергенси. Доста е силно лобито на зелените, на екологистите. Ја ги поздравувам нивните идеи, но за жал тие не се одржливи. Проблемот е што Која Грета Тунберг има најистурениот, onda да се убиеме, Мишко. не би навлагал во такви анализи. Извини. Но, Јас, еве да видим. не ти ставам збор. Не, јасно. Струјата како се произведува? 87% од струјата се произведува од Јаглен. јаглен или од мазут. Многу мал е процентот од фотоволтаици и од ветер. А најквалитетна велат и најдобро исплатлива е атомската. Атомската енергија, да, и таа е најзелена од сите, за жал, но одредени земји под притисокот на зеленото лоби се откажаа од атомската енергија. Па сега се во небран. Да кажеме Германија, која е еден светски гигант индустријски, ги затвори електричните централи нуклеарни. Атомски, да. Зошто? За да увезува струја од Франција која произведува на нуклеарни реактори струја. Сега Германија се прашува што направивме. Сега активира повторно термоцентрали кои ќе работат на јаглен и за каква екологија ние збориме. Електроавтомобилите во овој момент, како што се произведува струјата, помагаат само во една работа. А тоа е да се мигрира загаденоста од урбаните средини во средините каде што се произведува електрична енергија. Колку тоа звучело политички некоректно, тоа е факт. Океј, што не очекува во наредниот период? По тебе, пазарот како ќе се развива, гледам се повеќе и повеќе промовираш или хибридни модели или електрични модели и тоа е пазарот, е така. Мојата работа е да ги следам сите работи. На сејмиве на автомобили. Сејмите на автомобили, за жал, последен што го посетив беше Париз Мотор Шоу, кој беше извонреден саем. После 4 години се одржува повторно, поради короната не се одржуваше, а тој е биенален. Тоа беше големо разочарување за мене. Образложи? Затоа што дури француски компании не беа присутни. Одредени француски, да кажеме Citroen не беше присутен, често ја спаси Peugeot и Renault. Така да имаше наплив на кинески модели, кои се пософистицирани и се поконкурентни на западните. Зборам и дизајнерски и технолошки. Не смее да се заборави дека голем дел од тие технологии се произведуваат во Кина. Батериите и дури и Тесла ги купува од Кина. Колку што знам, Тесла направи многу јака соработка со Panasonic, јапонскиот Panasonic, Точно. Каде што батериите во Gigafactory ги произведува токму од нив и го образложуваше дека Panasonic има вложено децениски најмногу во истражување и напредок на технологијата на оние мали батерии од 1,5 волт, кои се транскрибира во, да речам, нешто слично
и тоа ставано во тие редици заедно, нели тоа како и за водород, така и за ова потребно е ладење, потребно е греење на тие големи блокови на батерии, бидејќи Да. зимата не е толку проблем ладното, колку што е загревањето и потребно е ладење на Точно. батериите и тоа се тие ризици кои ги носи електричните автомобили. Но ај остани уште малце на Парискиот мотор шоу и со оваа кинеска експанзија на нови модели, нови брендови, нови фирми. Како они Тоа толку не се брзо нови, дојдоа? не се дојдени брзо. Кинезите се Извини. извонредно упорни и не сакаат да прават бура у чаша вода. Кина своја индустрија ја привлекува светската автомобилска индустрија повеќе од 40 години, каде што има своји заеднички вложувања и Peugeot, и Citroen, и Mercedes, и Tesla, и Ford, бидејќи Кина е извонредно атрактивна како пазар, голем пазар е, и сите сакаат да земат дел од колачот таму. Ова можеш и на автомагазин да го најдеш, аутокар Кај не ти тебе? треба, па нормално. Се извинувам. Каде да идам? Занимливости Македонија возевме тест видео мотоцикли ексклузивно. Па еве, може во ексклузивно да видиме или Ексклузивно. Ова е твојот или во портал. новитети, да. Еве, Во да портал. кажеме ексклузивно. Прво возење на Winfast VF8. Тоа е виетнамски бренд. Вау. Само Ау да, те гледав на Facebook, го сподели виетнамски бренд. да, Каде излезе ова? каде излезе? Излезе и тоа со извонредно добар производ. Но да се вратиме на Кина. Кина како ефтина работна сила се промовираше одамна, а покрај тоа Извини, Мишко, ова што го прикажуваш кај тебе, го прикажуваш како нешто што се појавува кај нас пазар или воопшто си бил во Париз, нов модел, па си Не, имал прилика Winfast да го тестираш? почна во Америка пред 4 месеци, а во Европа влегува од јануари. Ќе влезе на одредени пазари, тоа е Холандија, Германија и Франција и Швајцарија, се разбира скандинавските земји, а понатаму ќе трга и кон југот. Значи, збориме за потполно електричен автомобил, така? Да, батеријско електрично возило. Дизајнирано од Pininfarina. И стварно добро изгледа. Да, и добро изработено. Добро Да, изработено. ова ја што го возев е предпродукцијски модел, значи далеку не е серијски произведен, но се гледа дека и во предпродукцијскиот модел има високо ниво на финална обработка. Кинезите и развија и своји технологии. Кинезите, да кажеме, еден од кралевите на автомобилската индустрија се вика Ли Шуфу, кој е газда собственик на Гили, а преку Гили има купено многу фабрики. Volvo е негова, MG е негове Lotus сега влезе во Астон Мартин, 8% е поединечен собственик на акциите на Мерцедес и тоа е еден од најголемите виновници што доста производство на Мерцедес сега се префрла во Кина. Но лукавоста на Кина. Но Дали му е тука не лукавоста? завршивме. Чекај, сега- дали он го добива и ноу-хау? Па како иначе експанзија ќе направи? Нели, тоа е. Како они толку брзо технолошки стигнаа нешто што Мерцедес го гради 100 години. 100 години. Проблемот е што алчноста е слепа. Сами се криви, значи. Не можеме кинезите Не може да ги никој кривиме. да не зезне ако не се зезнеме самите. Да. Така да кинеските компании, благодарение на својата истрејност и мудрост, стигнаа до она сега што го прават. Да кажеме, најголем производител светски на електрифицирани и електровозила е Build Your Dream. Компанија која се појави пред десетина години на европската сцена и беше исмеана. Повторија компанијата, извини. Build Your Dream. BYD. Build Your Dream. Build Your Dream. Да. Кинеска Типично компанија. кинеско име. Да. Таа произведува повеќе од 4,5 Предпоставувам дека милиони. на кинески малце по звучи. Не знам они како имаат звучи такви. на кинески, но- Пингјонг, Ете. Пингјонг.
Што ја знам? а, Build Кина- your dream. Да. Чекај. А Кина е сега најголемиот светски производител на На? електрични и електрифицирани возила. Самата кинеска влада во оваа година 3 пати го менува своето предвидување на производство. На почеток на годината беше проекцијата да се произведат 5,3 милиони возила електрични. Потоа новата проекција покажа на 5,7 милиона, за да последната пред месец дена предвиди 6,1 милион електрични автомобили да се произведат во Кина. Кина станува и најголем извозник на електрични возила, бидејќи има доста брендови светски кои произведуваат таму електрични возила. Да кажеме, Tesla Model 3 се произведува во Кина. Mercedes EQE и EQA се произведува во Кина. Па тоа кој ќе дојде во Европа се смета како и увоз. Така да Вчера во не е Скопје чудо. Видов BMW, некоја бесотија со вратите што му се криваат, плаво-бела. 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 Бар така мислам, во темницата пред куќа ми беше паркирана. Делуваше страшно, не слушнав мотор, предпоставив дека е електрична. Тоа е i8, тој веќе i8. не се произведува. А не се произведува. Не се произведува. Добро. BMW произведува i4 електричен автомобил и iX. Значи, овие се тие што ја зборевме, Да. кинеската електрична компанија. Да. Значи, ќе поминат една година, ние си мислиме, работиве се статус кво како што биле наназад Не. 100 години, кинезиве веќе не само што ги преболеле детските болести од првите модели, отишле технолошки и велиш Знаеш дека ако што квалитетна да не изградбата видува. ако ќе влезеш Не дека само тоа, порано кинеските возила има многу специфичен мирис на Да, пластиката. на пластиката, Да. неквалитетна. Сега тоа не може повеќе да се осети. Ергономијата е на извонредно високо ниво. Ние имаме една армија европски дизајнери кои имаат работна книшка во Кина. Значи не Така да. измислуваат топла вода, прават Само ја своја применуваат. приказна, но и си плаќаат ноу-хау. Тоа е секаде Како нормално. успеваат тогаш, како успеваат да ги рушат цените? Како се они со цени? Велам, Кина е голем пазар и голема конкуренција има. Точно. И тоа ги спушта цените. Елитизмот кај електричен во овој момент најелитистичко возило е електрично возило, а тоа треба да е човече возило за, мислам, За широка народна маса, да кажем. ќе има ли таква револуција каква што направи Ford Model T? Не. Не. Да им објаснам на гледачите. Револуцијата во автомобилизмот. Автомобилите со мотори на внатрешно согорување беа скоро 30 години на пазарот, од 1890 до 2020, додека Ford не почне производна лента и Model T да биде достапен секому. И тогаш експлодира, мислам, автомобилизмот. Дали сум во право, ако не сум повеќе? Точно е. Форд е еден од оние кои ја мобилизираа планетата, но со организација на индустријското производство. Сега таа организација е на извонредно високо ниво, но репроматеријалите кои се користат не може да бидат така ефтини. Како е прво. Како второ, голема концентрација на производство се случува во Кина. Од чипови, полупроводници, па се до батерии. Све има на располагање. Па се е на располагање, ама проблемот е пандемијата. Сега пак затворија една фабрика за производство на чипови за iPhone-от. iPhone-от отиде 25% горе цената. Чисто, ако е Да. тоа така за овие, можам да мислам во автомобилизмот Да, како е но ситуација. за жал живееме во време на шпекулативно берзанство и овие немили ситуации се користат за извонредно големи профити. Само за паралел, од 2020 година, не, гледано со 2019, глобалната производство на автомобили е опаднато за 38%. Оперативните, се извинувам,
Профитите на автомобилските компании се зголемени на повеќе од 40%. Тоа не е тајна. Производството им паѓа, а профитите им се зголемуваат. И цените рипаат. Ако гледате од дистанца на 3 години, едно мало возило, ајде да кажеме, не ќам да именувам, Слободно именувај, Мишко. да Немам не проблем. навредам некого, но рецимо Peugeot 208, Opel Corsa, Volkswagen Polo, Škoda Fabia, Toyota Yaris се движеле во рамки до 15 до 17.000 евра. Така е. И тоа збориме за извонредно опремени, Опремени, па може и топ. спортски модели. Да. Сега голи како пиштол чинат 20.000 евра. Порано што кошташе лимузина од средна класа 32, 35, 40.000 евра, сега тоа е цената на многу помал автомобил. И ете ги профитите. Да не ти кажам за нас смртниците што значи тоа, кои За сме нас смртниците значи следно. Дека ние купување веќе секонд хенд, па ни не тоа. може ни секонд хенд, бидејќи автоматски како што се зголемува Отидоа побарувачката за нови автомобили, така и за половните се зголемува побарувачката поради нерационалните цени на новите автомобили, па со тоа и рипа цената на половните автомобили. Значи, светската автомобилска индустрија изгуби 30% од пазарот. Поточно, намалено е производството и продажбата. Продажбата, да. Продажбата е падната. Да. Дали оваа продажба, како, што ти вика, ти си интелигентен, долго ги следиш и можеш да направиш некакви заклучоци. Твое мислење. Не те држиме за збор, не си берзански шпекулант. Дали овој пат ќе продолжува? Се додека некој дебело профитира, ќе продолжува. А некој дебело профитира. Некој дебело профитира. Да кажеме, сега автомобилските компании се принудени на многу салта да направат. Еве баш сега видов Лука Де Мео, CEO-то на Рено, кој е веќе 2 години на чело на Рено, објави нов план. Беше планот првичен да се еве го. Рено поделба на 5 гранки. Рено е познат по тоа што ако нешто имал, он имал народни коли. Ефтини коли пристапни за секого. Рено релативно првично во март квалитетни. беше објавен планот каде што Рено требаше да се подели на 2 дивизии. Едната да биде со автомобили на електричен погон, исклучиво на електричен погон, а втората Power Division, така наречена, со мотори со внатрешно согорување и хибридна технологија. Во меѓувреме што се случи? Дотичниот Ли Шуфу даде една понуда на Рено да ја купи фабриката Samsung, ова е да кажеме Рено 4, која треба да дојде на пазарот и таа треба да биде потполно електрична. Она позади е Рено 5, кој треба да биде на пазарот потполно електричен. Но да се вратиме на Ли Шуфу. Да. Дал понуда И Рено ја прифати. Тоа беше да го купи Рено. Не. И да ја купи неговата фабрика во Кореја, Samsung Automotive, каде што се произведуваат неколку модели на Рено. Се договорија пола-пола. Чекај, без буни. Не, само се слушајме. Да. Рено во Кореја е Samsung Automotive. Каква врска има Samsung? Samsung инвестираше во фабрика, Рено ја прифати и таму прави неколку своји модели, Те молам да кои искажеш. се продаваат насекаде низ светот. Таму влезе Гили, односно господинот Ли Шуфу, 50-50 се. И таму ќе се градат сега и ќе се развиваат автомобили со хибриден погон врз база на развој на Гили, а не на Рено. Сега, доаѓа чин 2, 6 месеци подоцна, ствари 8 месеци подоцна. Power дивизијата на Рено, која ќе биде исклучиво со мотори со внатрешно согорување и со хибридни погони, повторно
Гили ја купува 50%. А Рено па измислува нови моделитети и вика покрај електрични возила и возила Да, со прочита внатрешно 5 соборување, дивизии дата. сега Алпин, кој е спортски бренд на Рено, тој ќе биде независен и посебен профитен центар, финансиски и осигурителни услуги. Рено ќе продава финанси и осигурителни услуги. Тоа има смисла со оглед ако идните скапи елитистички електрични возила се продаваат, уствари се изнајмуваат. Бидејќи се поголем модалитет доаѓа сега во светот не собственост, туку изнајмување. Ова како идеја го имам слушано, образложи го, дали е реално и како... Да, реално е. Што, Тоа е дали еден си вид бил на на некакви рентакар. think танкови и така натаму. Имаше, прво стигна од Лондон, века, невозможно е веќе во Лондон да возиш приватен автомобил. Но затоа оние шер автомобили, тоа е некоја идеја. Па дури имаше нешто и кај... Не, добро, нема. Дури и Смарт ја правеше таа идеја. Добро. Имаше каршеа. Значи може да се изнајми автомобил на час, два, на километар и да се врати на одредено место. Сега друг моделитет е во прашање. Се дава учество од 5 до 10% од вредноста на автомобилот и месечно закупување или дневно закупување. Ако се иде на моделитет дневно Како станови закупување, нешто ги како купувавме? таймшер, Таймшер? да. Потполно така. Но и производителите прават уште понатаму да бидат атрактивни електричните автомобили со изнајмување на батеријата. Може да се купи автомобилот полна цена или ако сакате можете да го откупите автомобилот, но месечно изнајмување на батеријата да се плаќа околу 120-30 евра. Од каде би ја изнајмувале? Не, нема. Автомобилот доаѓа со батеријата. Но, сакаш да Го платиш добиеш многу поевтино, 40.000 евра или 62.000 евра. Ако Така. го купиш 40.000 ќе евра, плаќаш месечно ќе плаќаш 130. 120-130 евра месечно со годишна километража, да кажеме, од некои си 20-25.000 поминати километри. Да се навратиме, Но тоа се финансиски моделитети на продажба кои сега стануваат уште поактуелни. но ќе биде интересно кон што ќе водат, затоа што, например, најголемите нарачки во моментов за електрични возила се и очекувања се во камионската индустрија, индустријата на транспорт на камиони, каде што се бараат потполно автономно возење. Она што го имам проучувано и големата трка не е во производство на електромоторот, не е многу сменет од Тесла, Никола Тесла па наваму, иако овој Елон го подобри стварно, неговите инженери направија големи исчекори во тоа поле, но она што он прв го почна, а сега другиве трчаат да го состигнат, е тоа во развивање на таа вештачка интелигенција за автономно возење. Тоа е еден многу долг, макотрпен и многу тежок процес кој бара, гледам, и деценијски. А американската по Пентагон го финансира тоа страобално, затоа што бенефитот ќе им биде добар и како што ги гледам Точно. сите оние тестови што ги даваат на YouTube, што ги гледам ова се покажува све подобро и подобро и подобро и подобро, па еве, не знам, такси служби кои ќе немаат возач, со картицата влегуваш, само пишуваш кај да те носи, камионите, например, во Америка главен проблем било тој транспорт на камиони, затоа што е ограничено законски дека ти смееш 8 сати, па мораш да одмориш, па толку. Човечкиот фактор. Човечкиот фактор, дека Канада ти треба од еден крај на друг на Канада, од Торонто до Ванкувер, Нели? ти треба месец дена. Месец дена треба. Па добро, и Австралија не смееме да ја заборавиме, која има извонредно Нели? големо пространство. И тука електричните камиони со автономно возење можат да го прават. И сега, ме интересира твое мислење и уште една работа. Епа, Зошто таа вештачка интелигенција мора да биде во електричен автомобил?
Зошто истото не може да контролира, например, хибрид, да контролира и мотор со внатрешно Може согорување? многу лесно тоа да се аплицира во било какво возило со автоматски менувач, но проблемот е повторно собственоста. Чија Google? Така. Мапите чии ќе ги Чии користиш? се, да, Чии се мапите? Е, Чии е GPS-от? тоа е тоа. Па затоа и овој става толку сателити горе. Па, Меѓу тоа е останатото. приказката. Но Илон Маск голем дел од својот инкам, од својот прилив на средства го добива од американската држава, бидејќи тоа е и технолошка компанија. Не е само производител на автомобили. Неговите батерии во големо се користат во американската морнарица, особено во подморниците, и се користат во вселенската програма. Кругот е тој. И кој го има камшикот, тој ќе го диктира и орот. Ајде да збориме за батериите. Сакаше нешто да се надополни, повели ако те. Збориме за автономната технологија. Таа, за жал, е уште далеку од аплицирање во секојдневието, бидејќи Гледав S-класа, тоа е страшно Мерцедес каде отидо. Во новата S-класа, што све може да ти помогне, буквално милина солзи ми идат на очи, бе. Мишко, бе, да седнам, да дремнам до Виена, да се извозам, неќам у она авиони, не у она стокопромет, кочинана, да се бутам, сакам со кола, па да си дремнам, па да си зевам, па да ја закашам жена ми додека возиме, не можем она напната. Те разбирам, но таа технологија е уште далеку. Карикирам. Сега, Кажи ми до каде е па по еве тебе. ниво 3 е, Што значи сега тоа? тоа значи дека не може автономно да се движи и мора да има контрола на човек. Раката мора да биде на волан. Мора да има на возачко седиште некој кој Така. ќе интервенира до одредени во одредени ситуации. По целосна автономија на возење е ниво 5, која за сега се уште во цивилни цели не е развиена. Сета технологија што се развива Акцентот прво е цивилни и 3 точки имате Па тука. не е Многу тајна интелигентно ви збори Мишко, ако го слушате меѓу редови, гениално кажува. Повели? Сета технологија што се развива, првенствено се развива за воената и наменската индустрија. Од таму е и големиот страв да се споделуваат точни податоци, посебно координати и карти, мапи, без оглед на во која форма биле. И исто така е тука голем страв од водородот. Водородот е извонредно експлозивен, како што кажав, и може да се употреби како оружје. Самото возило кое... Хидрогенска бомба е уствари водородна бомба. Какви се наши автобуси на водород што се возат? Имаме На три... биометан. Не. Ја колку знам, претходниот градоначалник Шилегов купи неколку такви еколошки автобуси. Они имаат голем еден како... Ама тоа се метан. Мислам дека се на метан. На бидејќи метан, ние не е на немаме- водород тоа? Ние немаме Се извинувам, водород. ја мислев дека е на водород. Не, тие се метански. Метан, добро. И проблемот со метанот е што е сега извонредно скап. Дури е и за 30% поскап од фосилните горива. А се добива на многу зелен начин. Дојдовме во 22 да збориме најефтино гориво, бензинот дојде. Добро, плинот уште се држи. Плинот уште се држи. Да. Океј, Така да, една од главните сопки за автономното возење е примената во цивилната употреба и исто така и за водородот. Но водородот, како што самиот кажа, се пробива срамежливо пред се во транспортната дејност. Значи, доста камиони и комбиња сега го прифаќаат водородот како погонско гориво, зборам за технологијата на горивни келии. многу Па интересно. така, многу компании имаат своји производи. Hyundai е еден од водечките, заедно со Opel и со BMW и Mercedes, кои на големо работат на оваа технологија. Toyota не смееме да ја заборавиме, бидејќи
Toyota има извонреден потенцијал, таа направи една револуција со хибридните возила. Toyota не случајно ја заобиколува технологијата на батериски електрични возила. Потполно електрични возила Има. Има? Оти мора да ги задоволи политичките апетити на... така. Но Но? работи на голема сцена на водород. Интересно. Пак се враќаме, значи не си далеку смене тогаш од ставовите во ред од пред 2 години. Тоа е мојот проблем, што тешко се менува. Оно што ми е интересно, што успеав како податок, мислам дека реално го имаме, ако овие батерии кои ги произведува Тесла, кои се користат не само во автомобилите, он ги дава заедно со фотоволтаици приватни лица да ги купат со 24 киловолтни и 18 киловолтни батерии кои им стојат за оние power surge, power shortage, да задоволува. Тоа е голем капацитет за еден дом да се ги задоволи потребите кога ќе снема струја или да го полни автомобилот, а да не биде on the grid, тоест во мрежата да влече. Да. Но ако се овие направени за надвор, како трајни и така натаму, ако велиш ти, ако американската армија ги користи за подморници, а подморница е, мислам дека највисок стандард на квалитет на производствен квалитет на оној use стандард што може да постои во било што, било каде. Тоа е извонредно софистицирана технологија, Затоа што но треба немој да автономност, заборавиш, со 6 месеци треба да трае и тоа е ригорозност од точно, невидени но размери. секоја подморница има нуклеарен погон. Апсолутно. Збориме само за Електрична. апсорбција на енергија и чување на енергијата. Тоа ми говори, бидејќи и Тесла ја прекина соработката со Panasonic, Panasonic се повлече пред неколку години, оти видоа и самите дека нема што повеќе да ова и да си тераат они своите агенди. Развојот на батеријата дојде до некоја pinpoint точка. Поточно, Да. нема, се обидувам да наслутам дали има нешто тајно, секогаш има истражување за подобро ово она, но во овој момент и на подолго време очигледно дека ќе биде ова. Негдека 500 до 600 километри ќе имаме автомобили кои ќе возат, ова се батериите, ова е капацитетот. Мора да се признае дека технологијата на складирање на енергија е зголемена со постоечките материјали. Значи, еве да кажеме, со јон литиумски батерии. Јас, како член на Европското жири, имам пристап до тестирање на многу автомобили кои не се присутни на... Извини, Мишко, каков член си? Извини, објасни. Автомобил на годината во Европа, жирито се вика Аутобес, тоа е и најголемо светско жири спрема бројот на покриени држави, 33 држави се членки од Европа. Постои 22 години. Но нашата мисија не е само бирање на автомобил, туку препознавање на технологии и поддршка на технологии. Ние имаме неколку проекти. Едниот е EcoBest Challenge, кој ги тестира новодојдените електрични возила паралелно со цел да се покаже колку е реална употребата на автомобилот во реални услови и колку отстапуваат декларираните вредности на производителите. Оваа година го имавме нашиот EcoBest Challenge, овој пат беше во Милано, прошлата година беше во Барселона и секогаш се намегдан 15 новодојдени автомобили. Една од мисиите на EcoBest Challenge на крај да се убие батеријата. Вау. Значи, да видиме колку километри може да помине електричниот автомобил, откако ќе декларира дека батеријата е празна. Минатата година тестираните автомобили издржаа од 7 до 23 километри, а сега, оваа година, издржуваат и до 40 до 43 километри по декларирањето дека се празни. Можеш да видиш еве на нашиот сајт Autobest.org.
Од оваа година резултатите уште се сумираат затоа што ние направивме ова е една од нашите активности што се случија во Париз. А секоја година при прогласувањето правиме гала вечера, каде што се присутни крем де ла крем на автомобилската индустрија. Зборам дизајнери, врвни менаџери и така натаму. Зборевме за Екобез челенџот. Дури развивме и апликација која функционира преку мобилен телефон, но се приклучува на централниот компјутер на автомобилот, па така се отчитуваат сите параметри на автомобилот. Овој процес, ова е нашето лого за Екобез челендж, овој процес е сега ова е од Барселона, од минатата година. Овој процес на тестирање сега е Како конвои идете, автомобили електрични возите? Да, на зададени рути имаме одредена километража која се прави во градски средини, на отворен пат, на локален и магистрален пат. Нагоре, надоле, секаде. Значи, Сите ги исто користиме треба да автомобилите како секој просечен возач што би ги користил. Како се покажуваат, какви се заклучоци? Тоа ти кажувам, минатата година за да ги убиеме батериите ни беше многу помалце потребно километри. Оваа година повеќе. Што е развиено во меѓувреме? Самото складиштење, да кажеме, од Или хексагонална форма на користење на... Не е само софтверот, Оптимизацијата. Се извинувам, мора да се напијам вода. Оптимизацијата исто така е многу битен процес и очигледно дека... Оптимизацијата на самата батерија. Начинот на рекуперирање на силата од тркалата, но и менеджментот на температурата на батеријата. И формата на батериските кели, бидејќи до скоро се користеа хексагонални форми на самите кели, сега се цилиндерски форми. Таа технологија и Мате Римац ја развива и ја усовршува. И Римац е една од технолошките компании. Фокусот на Римац се автомобилите, но пред се е технологијата која се вградува во самите автомобили. Кажи ми, кога тргнавте при овие тестирање, се тргнува со полна батерија? Да, се тргнува со полна батерија, не се дополнува батеријата никако. Тоа ме интересира. Кажи ми, колку беа процентуално отстапувањата на големи? На мојот сајт, па и овде, може да се најдат графикони. За минатата година може да се најдат. Мишко, еве ти го маусот. Ако ти, ќе ми треба и тастатурата. Иди само на Search, Autobest Eco Challenge, преварај. За минатата година ги имавме... иди подоле. Еве го. Да го отворам ова? Да. Слободно отвори го. Или се отвориме нешто тајно таму. Па нема порно да отвориме во секој случај. Чиме стану на портал? Доле на ги има и табелите. Добро. Еве ги. Но, како што ти реков, нашиот циклус на тестирање сега го верифицираме во Biro Veritas, кој е надзорна компанија и која ги усогласува новите производи со легислативата и реалноста. Еве. Мотор кој? Батерии? Dacia Spring. Dacia Spring. Најефтиниот серијски електричен автомобил. 33 киловата. Нето 26,8 киловата собира батеријата. А не декларирано 33, ниту една батерија не може да абсорбира сила колку што е да абсорбира енергија колку што е декларирана. И исто така не може. Да, логаритмот на полнење исто покажува дека повлекува многу повеќе струја од декларираниот капацитет. Па затоа ги дадовме овие вредности. Еве,
почнавме со Дачија. Дачија Спринг, Според резервна автономија, светскиот 31 километар. Тоа не е малце. Да. А реално колку чекај потрошувачка? Реално ова и победи на екобесчелниџот затоа што декларирано спрема WLTP нормата, светски прифатената норма на тестирање на возила, на потрошувачка, декларирано е 224 км, ние успеавме 221 и 30 метра. Но, тоа е 98% Запрека 67% од од декларираното. декларираната. Што значи многу фер пирле Да. кога кажале што е. Добро, окей. Потоа Еве гледаме и троши Fiat 8,25 километри поминува со 1 киловат час. киловат. Да. А Час. да се произведе 1 киловат час електрична енергија од јаглен се емитуваат во етерот некаде во високо развиените земји околу 98 грама CO2. Затоа јас и ти си ајде богат си, ама ти си многу побогат. Најверојатно си собственик на некој Мерцедес, некоја кинеска компанија, ама нешто го криеш ти. собственик сум на Opel Insignia. Opel Дизел. Insignia, значи Opel е твој, Да. Opel е твој, Рено е мој, Ето. и ќе ставиме фотоволтаици на куќите и така ќе пуниме пешка. Да. Па- Па да ги видам тие фотоволтаици што ќе имаат моќност да наполнат автомобил. Па ќе акумулираат во батериите што ќе ги ставиме 24 киловат. А колку ќе чини батеријата? Добро, што е тоа Добро, за нас, бе? па да, Еме, Кај е гров биоциција? 50.000, ќе ги зедеме, ќе ги испиеме. Наместо тоа, еве, ќе се оперираме, ќе ослабиме и ќе возиме. Нема, тоа е замисли на солуција. 150 кила да возеше колку ќе трошеше сега. Сега си економичен, бе, човек. Па колку толку. Извини, малце сакаме, на шега. не, слободно, слободно. Само да видиме како научник и сакам малце само да го разбијам. една паралела да Како не? направиме. Повели. Еве, и да идеме на нешто поскапите автомобили. Еве, идеме подоле. Еве тука да застанеме. Еве Купра Добро. Борн, да кажеме, или Mazda MX-30. Се Еве, извинувам. Купра Борн, не ја знам. Еве, добро, C4 еве идеме Борн, на Mazda Mazda MX-30. MX-30. Добро. Таа има декларирана батерија од 107 киловат-часа. Добро. А, Реално 30. не, 30% може да биде пониска апсорбционата моќ на батеријата. Добро. Поминува, декларирани се 200 километри дека може да помине, 183,32. Чекај, ова се Па, еве го- потполно електрични автомобили? Да, потполно е рек. Само 200 километри? Па не се ценкај со мене, не ги правам јас. Не, шокиран сум бидејќи очекував дека барем 300, 400, 500 километри или ги гледам ја врвните модели. Има Најверојатно. модели кои може да достигнат и до 600 километри со капацитет на батерија од некои си 150 киловат-часови, но многу е битно и како се вози. Доколку се вози во урбани услови или на надолнина, Нема клима нон-стоп уклучена, климата грејање. и не е тука толку нема. проблем, грејењето е проблем кај Грејење. електричните автомобили, бидејќи го пореметува ладењето на самата батерија. Не е како кај термичките мотори, од каде што зима температура од А моторот. да турат едно резерварче за нафта па вебасто да се угради. бе. Па имаше и такви некои клипови, каде што електричните автомобили за прва помош на автопат која ќе Позади застанат, електромотор не, агрегат. доаѓа со дизел агрегат камион кој ги полни со Ги полни. струја. Да. Ја видов Тесла со дизел агрегат позади од некои си 5 киловати, Да, имаше и Да. тоа на YouTube. врзан со две канчиња бензини, цепа човекот. Цепа човекот, точно. Значи, Така Mazda да, MX-30, отстапувањата, 91,6, 16, 3, 6, 11, но видите, 18, види, Јанко ова е. има Колку цени примери чини каде Mazda? што дури и 25% помалце испорачува од ветенот. Чекај да видам колку е цената, прайс. Ритейл прайс, да речеме, колку во Америка се продава. Па не е испод $40,000. Еве. 34.000 before on the road cost je 20. Да, но $65,000. До зависи од 65.000. опременост. Од опременоста.
Другата болна точка кај електричните автомобили е рокот на траење на батеријата. Батеријата е скоро повеќе од 50% од цената на еден електричен автомобил. Сега веќе не е, сега Не? е смането тој Намалено, сооднос да. на 42%. Добро. Но во догледно време таа цена ќе биде уште пониска. Ќе стигнеме некаде до 38 до 37% Заради од масовноста вредноста. на производството или И поради усовршувањето на технологијата на складиштење. Проблемот сега кај сегашните батерии е што повлекуваат многу повеќе струја од она што е декларирано. Ако е капацитет на резерварот за гориво 60 литра, не може внатре да ставите 70 литра. така е? Овде ако е капацитетот 50 киловат-часови, многу лесно може да повлече и до 62 киловат-часа електрична енергија, бидејќи при самото полнење имаме загуба на електрична енергија. Каде иде таа забуга? Во Што во топлинска? топлина, што во отпор. А И- добре, кој имаме отпор, имаме и топлина. Така. Тоа е загубата реално што иде. Па да, еве тука баш на Но нашите и табели тоа е прикажано. Мгм. Драги мои, ова што го збори господинот Барзов, секако можете да го видите на неговата страна Автомагазин. Ние сме малку опшири и јас сум му благодарен. Ова петок навечер уживање на вистина информативно и детално, би останало уште неколку прашања. Слободно. Прашањето ми е колку е сега загубата заради одржување земно летно време, да или тие тестови допрва ќе ги видиме, например, затоа што во летно време батеријата мора да се лади. Високите температури се можеби најголемиот непријател на батериите на електричен. Воопшто асимптоматските температури се непријател на батериите. Батеријата не сака ниски температури, не сака високи температури. Ама немаме собни за нив. Нема собни, но затоа има самите нови батерии, имаат системи кои некако ја одржуваат на оптимум температурата, не зборам на идеален оптимум, но оптимум каде што најмалку би се губела енергијата во услови на топло и ладно. Батеријата, порано, батериите не трпеа брзо полнење. Сега имаат Сега, со усовршувањето на технологијата, ти издржуваат и до 800 волта напон или брзина на полнење до 200 киловат-часа. така. Само за илустрација, во Македонија најбрзиот полнач има 150 киловат-часови, тоа е во Порше Македонија, но во цивилна употреба претежно се 22 киловатни полначи. Што значи еден просечен автомобил би требал цела ноќ да седи закачен за да се наполни? Да, да. За жал, но сепак ситуацијата со полначи во Македонија не е толку песимистичка. Да Така? кажеме, многу е подобра отколку во Србија. Евана, сакале или некеле, треба да признаеме дека нешто прават, но потребни се доста инвестиции за да достигнеме некој оптимум. Ја барем сум Например, налетал во на, Македонија на на 10-15 паркинзи во Скопје кои имаат бесплатно електрично полнење, луѓето може да ги... Секаде, дури и странците во Македонија добиваат бесплатно полнење, доколку се пријават на сајтот Електромобилност на Евана и докажат дека имаат електричен автомобил или плагин хибрид. Бесплатно добиваат картичка за полнење, тоа ќе биде до крајот на оваа година, за следната не знам што ќе биде. Но ние немаме инфраструктура. Еве да тргнеме од Скопје за Охрид, ќе имаме предизвик. Не им текнуе ли тогаш на овие собственициве на бензински пумпи? Им текнува, но проблем е легислативата. Вау. Да кажеме, Мак Петрол има еден брз полнач на влезот во Македонија кај Не, ама зашто да нема Гевгелија. секоја да нема? Па, тоа допрва го зборувам. Нема Аха. легислатива. Мак Нема Петрол, за легислатива. да стави на сите своји бензински пумпи полначи, ќе треба да се регистрира како дистрибутер, односно продавач на електрична енергија. Тоа не е проблем. Па не е проблем, ама не е кор бизнисот на Мак Петрол тоа. Плюс,
ние не имаме извонредно ниска култура сообраќајна, а да не збориме за електрични автомобили. Апсолутно. Сум имал во Македонија неколку електрични автомобили на тест. Главниот предизвик беше кога ќе дојдам во некој град да се надополнам, таму е паркирано некое возило кое Кој нема нема врска. Има акумулатор, да, ама толку. Кажи ми, рок на траење на батериите. Све зависи и од експлоатацијата и од бројот на полнење. Океј. Еве да кажеме, Велат користел не користел, после 10 години ќе мора да смениш. да. У принцип, моќта на батеријата и сите производители даваат до 7 до 8 години гаранција дека батеријата ќе исполни 80% од пропишаната апсорбциона моќ. Значи, ако е декларирано 100 киловат-часови, 7 години или 8 години гарантираат дека нема да падне под 80%. Што после тоа? Има една категорија која се вика know-how и има категорија која се вика how-now. Тоа е во how-now. И how now шо вика? How-now, задужи се, купи си ново. Значи, кога ќе купиш електричен автомобил, треба да имаш во предвид дека за, да речеме, 10 години ти ќе мора да купиш нов Нема да сет мора, на баре. но мора да се калкулира и со тој ризик. А што е варијанта Б? Можеш да останеш ти со електричниот Варијанта Б- автомобил и на подолг рок, како, например, некој постар човек како мене, не е толку драматично, ги вози, не ги користи толку многу. Да, сега батериите не се прават интегрално како што се правеа, па Да, можно може да се се купи, келиски блокови да се сменат. Да се смена. Да. Тоа пак нема да биде ефтино, но ќе биде Се пак поевтино? поприфатливо. По тебе? Се поевтино ќе биде. Па наместо да се плати, еве да кажеме, 2-13.000 евра за една комплет сет батерија, ќе се плати 1.000-2.000 евра за да се сменат изгорените кели или нефункционалните кели во батеријата. Значи, сметаш дека нема да биде драматично луѓето да до толку автоиндустријата нема да се офира себе си за 10 години да им дојдат со вили и факели пред нивните фабрики. Не може тоа да се случи бидејќи самите производители не се производители на батерии, тие користат нечии услуги и користат нечии сертификати. Така. Во индустријата позната е категорија на аутсорсери, а тоа е веќе во голема пракса во автомобилската индустрија, па затоа и технологијата е многу подостапна и за малите компании. Оно што највише го сретнувам како нов автомобил луѓе што го купуваат, тоа е хибридот. Хибридот е апсолутен, не можам да кажам, мој впечаток дека е голем хит, хибридните автомобили и сега. Каков хибрид? Плагин хибрид или хибрид кој се надополнува при кочење, вртење и слично? Што ти кажуваат тебе, сигурно подобро знаеш и подобро си информиран. Ако имаме добра инфраструктура на полначи, тогаш плагин хибридите се вистинското решение. Зошто? Затоа што во градски сообраќај тие ќе користат строго електрична енергија и нема да загадуваат. Но искуството, барем во медитеранските земји и азиските земји, зборува дека многу малку луѓе ги користат бенефициите на полнење на батеријата на плагин хибридите. Поради немање инфраструктура, прво, а и второ, многу се популарни плагин хибридите поради некои си даночни олеснувања, што не е случај кај нас. Кај нас никој не може да избега од акцизата, од ДДВ-то да, но од акцизата не. И кај нас, а и во 80% од светот, свеста за тие автомобили и перцепцијата не е позитивна. Што е тогаш ин? Во автомобилизмов. Wait and pray. Wait And and pray. pray. Да, сите зборат за батериски електрични возила. Европскиот парламент усвои декларација заедно со Европската комисија и сите тие комисии што се таму. Извини.
2035 година да ги укинат моторите со внатрешно согорување, да се забрани производството. Од една страна. Од друга страна, сите производители велат дека се подготвени во 2030 веќе да прекинат со производство на 5 години порано од нивното барање. Точно. Добро? Но, секогаш има но. Но? Што е но? Тие ќе прекинат да ги произведуваат тие мотори на внатрешно согорување за пазарите за Европска Унија, Америка. Значи, на оние пазари кои се моќни да абсорбираат елитистички производи. Што правиме со 80% од светот? Во Соединетите Американски држави и Европската Унија не живее 50% од светската популација, туку 20%. И да кажем ти на Дори азиативе испод- и останативе у Африка. Не, ајде луѓе да ја нема земеме и прејде. Латинска Америка. И Латинска Еве да Америка. земеме Австралија и Океанија. Они ќе Да продолжат и земеме тоа како добар дел од европскиот континент. Некој Африка. дебел манипулира и профитира. Вишко, феноменален беше. Ја научив како ретко кога, ама очигледно мојата доблест е да го најдам најдобриот и неинформираниот. Ти благодарам. Морам да заклучам дека теориите на заговор се поклопуваат. Јас сум многу скептик и сум Зарем човек постојат теории на заговор? што викаш се е вистина. Буквално. Ја мислам дека само вистината, Само која вистина. не треба толку да биде популарна, се класифицира како теорија Знаеш на заговор. како, со се ова што ми го изнакажуваш, со се ова што го поминавме со корона, а после короната која е нагло ничезна како да никогаш не постоела, имаме војна. Па наводно таа војна ни дојде енергетска криза, која види чудо е електрична. Немаме струја. И луѓе што беа инвестирале, не знам, во климатизери за грејење по економично. Каде што бевме програм. стимулирани да купуваме, купуваме. инвертори, конвертори. Што беше и логично така во натаму. тоа време, викаш кој ќе овакво и одеднаш ти викаат не, се пука таму. Остај што се пука таму, него цел свет ќе гладува затоа што житото било само од Украина. Кого правите луди? Не можам да ги купам тие работи. И очигледно е Проблемот е што имаме клучната реченица во твоево излагање вечерва. Ке биде така, значи не екстрахирам за оваа ситуација или она, се додека некој дебело профитира. Ние во овој момент дури безобразно не манипулираат на глобално ниво во сите сегменти, енергетски, здравствени, индустријски и така натаму, и затоа се согласувам со тебе, wait and pray, и не го продавам мојот стар Citroen, ќе го Немој да го држувам. продаваш се уште додека трае. Додека трае. Ја мислам дека оваа ситуација ќе мора да се среди, затоа што Неодржливо овој станува. финансиски Ама балон го осеќаш како се напнува целата ситуација. Нелогично е поскапувањето на сите продукти. Нелогично е уништување на некои индустријски гиганти како што е Германија. Германија, да не се лажеме. У моментов Германија пропаѓа. е најголемиот губитник Губитник од во овој оваа момент. ситуација, Така. а беше светски лидер Број 1. не само во технологија. Сега Германија е, Не само тоа. за жал, малку без компас. Без компас дури не може очајнички потези прават на политичка сцена, сега да не те навлегувам во тоа. Политика е политика. Да збориме за индустријата. Но во собствена корист си прават штета. Во собствена штета. Значи потезите што ги влечат се во собствена. Една Грета Тунберг им налагаше како индустријски кон што да се, мислам, тоа се страшни манипулации ти што ги кажуваш не за ова, ја неќам да ти натурам се. Не натураме се. Но ова е страшно. Цели држави, тоа се трустови на мозоци, луѓе хиперинтелигентни да паднат под NGO-а, под таа зелени агенди, да обликуваат нонсенс, нелогични работи. Немаме логика и неодржливоста на логиката. Затоа и короната прекина така нагло, затоа што беше нелогично, да беше логична, уште ќе се расправавме. Точно, но имаше две сладки освети.
ако гледаш од тој аспект. Шангај беше затворен скоро 2 месеца. Така? Да, Да. нели? Еве сега пак имаат. Да. Пак го... Па Да. чека едно 7.500 бродови да се утоварат. Рекоа, извинете, момци, нема кој да работи, сите се со корона зафатени. Сакавте корона, еве ви го протокол. Хева бујрум. Ева Што би бујру. се рекало? Уште еднаш ми представуваше огромно задоволство петок навечер, ваков разговор, ваков брейнсторминг од твоја страна. Ај следниот пат нека биде среда навечер. Или понеделник навечер. Ако сакаш, не, следниот пат јас ќе дојдам во твоја комотна средина. Мене ми е овде комотно. Бе, викни ме Сосема на уредо. Зашто не ме викнеш? Јанко, легенда си ова. Па викни ме на еден тест со тебе да ја Во навалам секое колата. време. Не можеш да ја навалиш, ја не успеав да ги навалувам у тоа време, а камоли сега. Се шегу. Да, ќе ми биде задоволство да направиме заеднички тестове. И да те снимам. Ќе се снимаме секако. Нема проблем. Добре, дојден си во секое време. За година, ми се чини дека нема да чекам 2 години, туку за година дена пак ќе имаме некои нови моменти. Стварно пребрзо треба да се Ќе има случат и да нови видиме. моменти, не само во прегрупирањето на индустријата, туку и во обелоденување, на нови технологии кои ќе бидат пионерски и можеби романтичарски, но имаат одлична иднина. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Сеза вечеров. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.